студиото со вас, Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Дополнително намалување на цената на дизелот од 1 денар. Власта е задоволна од резултатот, опозицијата бара нов пакет мерки. Американската амбасада во Скопје објави безбедносно предупредување. Министерот за внатрешни работи тврди дека безбедносната состојба е стабилна. Рекорден раст на пазарот на недвижности. Годишниот рекорд се искачи на 3784 евра за квадрат. Најскапиот стан се продал во аеродром, а најскапата куќа во центар. Лекарите се виновни за издадените оправдувања, но МВР води внатрешна истрага за полицајците кои лажно оделе на боледување. Имали преговори помеѓу САД и Иран за крај на војната. Израелските медиуми прогнозираат дека нападите ќе завршат до 9 април. Овие вести во живо за новите промени во цената на горивата. Останете со нас. По намалениот данок со што се овозможи намалување на цената на горивата, денеска нова информација од Министерството за енергетика дека е обезбеден дополнителен попуст за цената на дизелот. Деталите ги има колегата Мартин Арсов, го имаме во живо во овие вести. Мартин, за што станува збор? Така, Иван, најголемиот добавувач им даде на бензинските станици уште 1 денар плюс попуст за дизелот и заедно со претходните 2 денари попуст, ова за потрошувачите или за граѓаните значи дека е намалена цената на дизелот за 3 денари од максимално утврдената цена од регулаторната комисија за енергетика, па така наместо возачите да плаќаат 95,5 денари за литар дизел, тие ќе плаќаат 92,5 денари. Ова е резултат на преговорите кои што ги водеше Министерката за енергетика, а останува и попустот за бензините од 2 денари. Важно е да се напомене дека мерката која што беше предвидена да трае до крајот на март е продолжена и ќе трае до 6 април. Инаку, доколку не се намалеше ДДВ-то од страна на владата од 18 на 10% и не се обезбедеше овој дополнителен попуст од 1 денар, тогаш дизелот наместо 92,5 денари ќе чинеше 102,5 денари, односно ќе беше за 10 денари поскап. Инаку, дел од регионот, тука конкретно мислам на Словенија и на Хрватска, веќе се соочуваат со одреден недостиг на дизел. Македонија, за разлика од нив, нема никаков проблем со снабдувањето. Гориво има доволно државата и се уште не се планира никакво ограничување во врска со точењето, иако продолжува засилениот притисок во пограничните области од страна на странски државјани кои што доаѓаат овде за по пониска цена да го наполнат резервоарот. Од друга страна, пак опозицијата и денеска критикува и бара дополнителен пакет на антикризни мерки. Се што треба да знаете, гледаме во продолжение. Бензинските станици кои набавуваат гориво од најголемиот снабдувач добија денар плюс попуст за дизелот. Со намаленото ДДВ и попустот на најголем дел од бензинските пумпи ширум Македонија, бензинот БС-95 се продава по 84,5 денари. 98-октанскиот се точи за 86,5 денари, а дизелот по ново ќе чини 92,5 денари. Окта дополнително го зголеми попустот за дизел од 2 на 3 денари по литар, односно воведе дополнителен попуст од 1 денар со продолжување на мерката до 6 април. Ова е конкретен резултат на партнерскиот пристап и континуираната координација со цел директни придобивки за граѓаните и стопанствата. Ако владата не го намалеше ДДВ-то и немаше попуст, бензините ќе беа поскапи за 8,5 денари, а дизелот за 10 денари. Земјите од регионот се соочуваат со сериозни нарушувања во снабдувањето. Најтешка е ситуацијата во Словенија, каде над 250 бензински пумпи останале без дизел. Некои станици останале без залихи уште напладне поради навалица од возачи од Австрија. Слични сцени има и во Хрватска, каде по најавата за поскапување, граѓани со канистри и буриња чекале и по повеќе од 1 час за да наточат резерви. На многу локации во Загреб дизел воопшто немало или се продавал само премиум по цена на обичен. Македонија нема таков проблем. Државата има доволно гориво. Поради пониските цени, голем број граѓани од соседството доаѓаат кај нас за да си ги наполнат резервоарите. Вкупната потрошувачка е зголемена за 10%, а најмногу се точи во пограничните региони со Албанија, Косово, Србија и Грција.
но и покрај тоа, земјава не размислува за ограничување на продажбата. За разлика од минатото, кога како земја коленичевме и молевме за помош, сега сме ние тие кои што генерираат стабилност и даваат помош. Сакам да кажам дека и нафтоводот е во целосна функција, односно цевката е полна, која што представува дополнителна сигурност, складовите се полни согласно закон, државните резерви се околу 60 на дена, така што во овој момент апсолутно нема никаква потреба од таква мерка. Интересно е што според премиерот, дел од аеродромите во регионот се снабдуваат со керозин токму од Македонија, што дополнително ја зајакнува улогата на земјава во енергетскиот систем на Балканот. Владата разгледува можност за активирање на дел од резервите на мазут за производство на струја. Станува збор за околу 3000 тони кои требало да се повлечат уште минатата година за време на кризната состојба, но не биле целосно искористени. Можеби ќе ја оживееме, би рекол, таа одлука да се повлечат тие количини, па потоа евентуално би оделе со нова одлука. А Филипче повика власта да ги прифати 4 мерки што ги предложи СДСМ, но и дополнително да донесе пакет мерки за одредени категории на граѓани. Најсиромашните категории, пензионери, социјалните случаи, семејствата со многу деца, најслабо платените работници мора да видат некаква помош од државата. Во нашите влади за време на соочување со кризите беа поделени 2 милиарди евра директна помош кон граѓаните. Цената на нафтата на светските берзи вчера падна, па поради тоа од ДУИ бараат наместо еднаш регулаторната комисија да ги пресметува цените најмалку 2 пати неделно. Неделна потрошувачка околу 12 милиони литри дизел. Разлика во цена околу 9 денари по литар. Вкупен дополнителен трошок над 1,5 милиони евра за само една недела. Ова значи дека граѓаните и малите бизниси плаќаат милиони повише. Регулатор на вчера го измени правилникот, па сега ќе може да се носат вонредни одлуки за цените без да се чека редовна седница, но само во случај ако се сменат даноците или таксите кои се вклучени во пресметката. Мартин Арсов, Сител телевизија. Од ОКТА ги потврдија информациите и информираа дека го зголемуваат попустот за дизел на 3 денари по литар и ја продолжуваат мерката до 6 април. Како одговор на тековната нестабилност на меѓународните цени, ОКТА го продолжува попустот што им се нуди на големопродажните и малопродажните трговци до 6 април годинава. Дополнително, попустот за дизел се зголемува од 2 на 3 денари по литар, истиот ќе стапи во сила од денес, 24 март. Оваа доброволна иницијатива на ОКТА има за цел да им овозможи на трговците овој бенефит да го пренесат на крајните купувачи во земјава. Трговците на големо и мало имаат целосна слобода самостојно да ги дефинираат своите цени согласно нивната комерцијална политика. Со продолжувањето на мерката и засилената поддршка за дизелот, компанијата повторно ја потврдува својата посветеност кон стабилноста на пазарот, сигурното снабдување и долгорочното партнерство со трговската мрежа во Македонија, велат од ОКТА. Дизелот на Макпетрол ќе се продава за 3 денари поевтино, информираа од компанијата. Дизел горивото на Макпетрол од вечерва по полнок ќе се продава по цена пониска за 3 денари од таа објавена од регулаторната комисија за енергетика. Компанијата уште од вчера ја спушти цената на дизелот за 2 денари, а со дополнителното намалување ова гориво од вечерва ќе се продава за вкупно 3 денари пониска цена. По промената, дизел горивото ќе може да се набави за 92,5 денари за литар. И дел од другите горива на бензинските станици на Макпетрол веќе се продаваат за цена пониска од 2 денари од тие објавени од регулаторната комисија за енергетика. Горивото Евросупер БС95 на Макпетрол се продава по цена од 84,5 денари за литар, додека литар Евросупер БС98 чини 86,5 денари, информираа од Макпетрол. Народната банка не ја промени основната каматна стапка на благajničkите записи. Гувернерот вели дека цената на горивата прави притисок, но целта ќе им биде одржување на ниска инфлација, без да бидат премногу рестриктивни за бизнисот. Министерката за финансии уверува дека буџетот е стабилен и дека нема проблеми со исплатата на платите, пензиите и редовните обврски. И покрај ризиците за зголемена инфлација поради поскапувањето на горивата, Народната банка се уште не ја затега монетарната политика. Извршниот одбор на банката утрово одлучил да не ја менува основната каматна стапка на блagajničkите записи и таа останува на нивото од 4%. Тоа значи дека Народната банка нема да им понуди повеќе пари на комерцијалните банки за нивните депозити, што ќе остави простор тие средства банките да ги насочат кон бизнисот. Гувернерот
Гувернерот признава дека поскапото гориво врши притисок, но како што рече, монетарната политика мора да најде баланс и истовремено да одржи ниска инфлација, но и да не биде премногу рестриктивна за бизнисот. Ги искористиме сите препораки, сите прифатливи мерки што стојат на располагање. Како Централна банка ќе повторам, инфлацијата да не излезе од контрола и второ, да не се на некој начин наштети на економскиот раст. Народната банка проектираше инфлација од 2,5% на годишно ниво, а Славески вели дека ако конфликтот потрае, за очекување се нагорни корекции. Тој информираше дека во моментов располагаме со највисоко ниво на државни резерви и дека сме подготвени да одговориме при евентуални ризици по курсот на денарот. За владата главен притисок и натаму останува од плаќањето на старите долгови, но Министерката за финансии уверува дека буџетот е стабилен и дека нема проблеми со исплатата на платите, пензиите и редовните обврски. Сепак и таа признава дека инфлацијата ќе биде предизвик ова лето, а одлуката минималната плата да не се зголеми за 200 евра како што бараше синдикатот, според неа е среќна околност. Или 2022 имавме висока инфлација, меѓутоа никој во тој период не зборуваше за сите оние промени кои што се правеа во делот на минималната плата, вештачки или нереални зголемувања, носење на одлуки од страна на владата. Може да се носат одлуки за зголемување на плата, доколку постои консензус или договор помеѓу приватниот сектор, работодавачи и работници, но секако тоа на крајот ќе има одредени ефекти на инфлацијата. Затоа сакав да го споменам како клучно тука во оваа ситуација, бидејќи и гувернерот беше на истиот став дека си има закон, треба да го почитуваме законот и ете имавме среќа во целата оваа ситуација со почитување на законот да не ја подгрееме пред време инфлацијата. Државниот завод за статистика пресмета 2,9% годишна инфлација во февруари. Проценките велат дека на секој 10% раст на цените на горивата, инфлацијата забрзува за 0,4 поени. Од почетокот на март, дизелот е поскап за над 34%. Александар Спасовски, Сител телевизија. Амбасадата на САД во Скопје објави безбедносно предупредување до сите американски граѓани. Алармираат дека се можни прекини во воздушниот сообраќај и дека цел на напад се дипломатските капацитети на САД, дури и тие надвор од Блискиот Исток. Според информацијата од амбасадата, поддржувачите на Иран може да целат на американски објекти или американци низ целиот свет. Според министерот за внатрешни работи, пак безбедносната состојба во земјата е стабилна. Американските власти ги повикаа своите граѓани ширум светот на зголемена предпазливост поради актуелните безбедносни ризици. Во соопштението на Стейт Департментот, кое беше споделено од амбасадата на САД во земјава, се апелира американските државјани да бидат особено внимателни при престој во странство, со посебен акцент на регионот на Блискиот Исток. Предупредувањето, означено како безбедносно, укажува и на можни нарушувања во авиосообраќајот поради повремени затворања на воздушниот простор, што може да доведе до измени на меѓународните летови. Стейт Департментот на САД ги известува американските државјани ширум светот, а особено во регионот на Блискиот Исток, да преземат зголемени мерки на предпазливост. Американските дипломатско-конзуларни представништва, вклучително и оние надвор од регионот на Блискиот Исток, биле таргетирани. Групи кои даваат поддршка на Иран може да таргетираат други интереси на САД во странство или објекти поврзани со Соединетите Американски држави или американски државјани на глобално ниво. Во меѓувреме, министерот за внатрешни работи изјави дека безбедносната состојба во државата е стабилна. Според Тошковски, за сега нема индиции дека конфликтите на Блискиот Исток имаат влијание врз безбедноста во земјата. Во овој момент сметам дека имаме стабилна безбедносна ситуација. Во овој момент немаме никакви индиции дека би можела истата да биде изместена од она ниво на кое што е моментално, така да сметам дека согласно сите оние информации со кои што располагаме, Советот за безбедност беше свикан, ги споделивме исто така. Во овој момент сметам дека имаме стабилна безбедносна состојба во Македонија. На седницата за безбедност одржана на почеток на месецов, на која се разговараше за состојбите на Блискиот Исток, беше оценето дека е стабилна безбедносната состојба. Беше укажано дека е потребно и будно следење на војните дејствија и засилена активност на инструментите за рано предупредување. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски попладнево објави дека брзиот автобуски превоз станува реалност. Денес владата го одобри договорот за имплементација на проектот во воведување на брз автобуски превоз во град Скопје. Еден од најзначајните инфраструктурни зафати за модернизација на јавниот превоз и унапредување на мобилноста во главниот град. Проектот предвидува изградба на две линии во Скопје, едната исток-запад и втората север-југ, набавка на CNG, хибридни нископодни БРТ возила, патнички информативен систем, паметни станици, како и интеграција во системот за управување во сообраќајот во град Скопје. Средствата од заемот на ЕБОР во износ од 70 милиони евра ќе се пренесат на град Скопје како неповратни средства и ќе се користат исклучиво за реализација на проектот, информираше градоначалникот на Скопје. Промени во пратеничките редови се можни само за теми од интерес на граѓаните, а СДСМ има контакт со сите пратеници. Ова е одговорот од опозицијата по шпекулациите за можни промени на партиски дресови. Филипче ќе се обиде да ги зацврсти своите позиции во партијата и преку проширување на извршниот и централниот одбор со нови членови. Пратеници на ЗНАМ може да се приближат кон СДСМ само за одредени теми што се од интерес на граѓаните. Велат од партијата на Филипче откако Миле Цеков, пратеник од редовите на Максим Димитриевски, гласаше спротивно од мнозинството и го поддржа предлогот на опозицијата за минимална плата од 600 евра. Иако Цеков потврди дека тоа го направил некако политички чин, сепак тоа ги подгреа шпекулациите за можни промени меѓу власта и опозицијата. Од друга страна, СДСМ ги негираат можните проблеми во нивната пратеничка група поради судирот на поранешни функционери со лидерот Филипче. СДСМ има контакти со сите пратеници во собранието. Тоа се секојдневни контакти кои се однесуваат на темите поврзани со работата на собранието и закони во интерес на граѓаните. Приближувања може да постојат само по одредени теми, доколку тие се во интерес на сите граѓани на Македонија. Стабилноста на нашата пратеничка група ја доведува во прашање само ВМРО, велат од Бихачка. Но Филипче ќе се обиде да ги зацрси своите позиции во партијата и преку проширување на извршниот и централниот одбор со нови членови, кои ќе бидат полоелни кон него, но и поактивни. Утре на партиски состанок ќе се одлучува и за начинот на кој ќе следат разрешувањата на Шелегов и Деспотовски, што беа најавени минатата недела, а Филипче ќе презентира и новата партиска програма. Освен неколку точки редовни во однос на информирањето, кооптирање на членови на Централниот одбор, јас ќе презентирам новата предлог програма на партијата, на која што ќе работат и членови на Централниот одбор во следниот период, а е припремена од стручните комисии во различни области, во сите сфери, за да граѓаните знаат какви политики ние ќе предлагаме во следниот период. Тоа ќе биде процес кој што ќе заврши и ќе се финализира со усвојување на таа програма на Конгресот, кој што ќе се одржи на 7 јуни. Во истиот период, преструктурирање ќе има и кај власта. Премиерот Мицкоски вчера потврди дека владината реконструкција ја планира за мај или јуни, без откриени ресори и имиња покрај промените што ги најавуваат самите одвреди. Промени се очекуваат и кај помалиот владин партнер ЗНАМ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Уставната жалба е потребна, ама заради неја треба да се менува уставот. Владата ќе чека да се создадат услови за таква промена. Без да се отвори македонскиот устав, не може да се воведе уставната тужба со која наместо во Страсбург граѓаните ќе можат дома да се жалат ако институциите ги повредиле нивните права. Уставните судии повторно ја отворија дебатата за воведување на уставната тужба, но бараат и специјален закон кој ќе ја регулира нивната работа и самостојност. И за закон треба уставен основ за таков закон, што ќе се носи со двотретинско мнозинство, и за воведување на уставната тужба потребни се уставни измени, но, како што каже и председателот на владата, кај нас отварањето на уставот е секогаш чувствително прашање и тема, и затоа конечниот заклучок, барем според мене, е дека кога ќе се создадат услови, тогаш и ќе пристапиме кон таква институционална реформа. Ниту за владата нема дилема дека уставната тужба треба да биде воведена, но премиерот вели дека нема отворање на македонскиот устав додека не се создадат политички услови за тоа. Скоро денеска може да се излезе со таков предлог закон, да се има јавна дебата, да се слушне и мислењето на јавноста, на стручната јавност, на останатите билеко стейкхолдери и нормално да имаме еден готов документ кој што рековме, кога ќе има политички услови за такво нешто да биде апсолутно донесен, но ќе повторам, во моментот владата не размислува за
отварање на устав и политичките услови за отварање на уставот не се исполнени. Механизмот на уставната тужба е дел од системите на повеќе земји членки на Европската унија, потврди и евроамбасадорот Рокас. Да имаме заедничка цел, односно лицата, граѓаните да имаат пристап до уставната правда кога сметаат дека нивните основни права се загрозени. Според анализата на ОПСЕ, во последните 10 години повеќе од 1000 граѓански тужби за повреда на човековите права од Македонија стигнале на адреса на судот во Страсбург. Македонскиот уставен суд е единствениот во регионот кој нема специјален закон. Ивана Соколовиќ Најдова, Сител телевизија. Онлайн радикализацијата како безбедносен предизвик беше тема на дебата помеѓу експертите во безбедносно-полициските служби во државата. Почнува суптилно со чувство на неправда, фрустрација, социјална изолација, потреба за припадност, а дигиталниот простор дозволува лесно ширење на штетните наративи. Онлайн радикализацијата како безбедносен предизвик беше тема на дебата помеѓу експертите во безбедно-полициските служби во државата во организација на Институтот за комуникацијски студии. Регрутацијата и радикализацијата во Македонија во најголем дел се уште почнува лице в лице, особено кога станува збор за верскиот екстремизам, кој најчесто почнува во параверските институции, но дигиталниот простор главно се користи за ширење на екстремистичките идеи. Но Македонија и соседството се соочува и со еден поинаков вид на екстремизам. Иако во јавноста се стекнува мислење, односно привлекува можеби повеќе внимание злоупотребата на религијата, така наречениот верски мотивиран радикализам, сепак и во нашата држава и во непосредното окружување не треба да ги занемариме и оние етно-националистички движења кои што за жал се уште екзистираат и експонираат согласно идеолошката основа. Службите во Македонија детектирале и директни врски помеѓу радикалните и терористичките групи со подземјето. Во Македонија последните 2 години откриени се 14 групи, наркогрупи од наркобизнисот, кои што директно влијат позитивно на безбедноста, на стабилноста на државата, затоа што се повеќе информации кажуваат дека терористите сакат да ги користат овие групи организиран криминал за извршување на активности, насилни активности. Во подготовка е нов закон чија што задача ќе биде токму борбата против екстремизмот во Македонија. Откако ќе се донесе, ќе биде формирана и посебна единица која најверојатно ќе биде дел од АНБ, а чија што задача ќе биде да детектира радикализирање во онлайн просторот. Но за службите, особено за Агенцијата за финансиско разузнавање, предизвик останува начинот на финансирање на терористичките групи. Во основа се користат криптовалутите. Се разбира, има повеќе форми на нелегално финансирање, на некои невладени организации, параверски организации. Кога зборувам невладени, апсолутно не мислам на оние што функционираат, што се пристои во јавноста, туку невладени кои што се формираат за 1 ден или 2 дена, се финансира, ќе ги сперат парите и после тие ги користат за финансирање и поттикнување на радикализам. Во државава екзистираат одредена, би рекол, убава бројка на здруженија, групации и поединци кои што ги злоупотребуваат начините на функционирање на поедини граѓански здруженија токму за ширење на ваков вид на радикална пропаганда, преку кое што подоцна се регрутираат нови потенцијални истомисленици. Во изминатите неколку години службите спречија неколку терористички напади во напредна фаза на планирање. Последниот случај беше пред само 1 месец, кога по дојава од американското FBI, полицијата приведе 20-годишник од Мала Речица кој на Дискорд упатил сериозна закана дека е подготвен за напад со огнено оружје. Во акцијата приведен е и уште еден 89-годишник, а специјалците од Тигар пронашле и цел арсенал огнено оружје и муниција. Даниел Василев, Сител телевизија. Што се случува во ЗНАМ, високо ниво на демократија или обид за промени во мнозинството? Дали партијата се подготвува за најавената владина реконструкција? Дали антикризните мерки се доволни за заштита на животниот стандард, за изборниот законник и законот за јавно обвинителство? Во тема на денот со пратеникот Даниел Стојчевски.
Агенцијата за катастар на недвижности бележи рекорден раст на пазарот минатата година. Квадрат стамбена површина достигнал цена од речиси 3800 евра во Скопје. Деталите од Деспина Тодоровска. Стан во Скопски аеродром продаден за над 166.000 евра, куќа во центар за 1,5 милиони евра. Во аеродром лани е постигната и највисоката цена за метар квадратен од близу 3.800 евра. Според последниот извештај на Агенцијата за катастар, ова се најскапите трансакции кои го одбележуваат пазарот на недвижности минатата година. Скопските општини Центар, Аеродром и Карпоши натаму остануваат најатрактивни на пазарот, кој очекувано во овие три општини бележи највисоки цени на метар квадратен од 1.500 до 1.700 евра. Извештајот покажува дека на годишно ниво цените на недвижностите пораснале за околу 10%, што според директорот на агенцијата е знак дека пазарот полека се стабилизира. Веќе оној раст кој што беше присутен изминативе 2-3 години полека се стабилизира и очекуваме дека во оваа 2026 година ќе имаме еден стабилен пазар на недвижности, дека растот нема да го има, дека можеби во одредени делови, во одредени општини ќе има и намалување на цените. Не очекуваме дека тоа ќе биде од големи размери, меѓутоа очекуваме дека би се движеле од 2 до 5%, максимум 10%, зависи од самата атрактивност на општината. Извештајот покажува пат на бројот на продадени станови, многу поголем интерес за купување куќи, а значителен пораст има и кај закупите. Но ова според Живковски не значи дека граѓаните се потешко доаѓаат до сопствен дом, туку дека ова е резултат на раздвижување на економијата со повеќе странски бизнеси. Општо познато е и сите анализи укажуваат дека македонците и Македонија е на врвот во Европа по лица, односно семејства кои што имаат обезбеден сопствен дом. Некаде процентот е над 90%. Пред се треба да се земе и економската слика, раздвижувањето на економијата, отварањето на се повеќе странски компании, бизниси во Македонија кои што имаат потреба да склучат договори за закуп за деловни простори, за исто така договор за закуп на стамбени простори, така да мислиме дека тоа е една од главните причини кои што го раздвижи овој пазар. Со над 33.000 трансакции, пазарот на недвижности лани забележа рекорден промет од 1,14 милиарди евра или раст од 13% во споредба со претходната година. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Лекарите се виновни за издадените оправдувања, вели Тошковски, но МВР води внатрешна истрага за полицајците кои оделе на лажно боледување. Министерот за внатрешни работи прстот го впери кон лекарите кои издавале лажни боледувања на полициски службеници. Истрага за можна злоупотреба води и внатрешната контрола на МВР. Откако вчера од Фондот за здравство посочија дека секое пето боледување во овој сектор е со нецелосна документација. За Тошковски фрапантно е секој месец 10% од вработените во Министерството да отсуствуваат од работа поради наводна болест. Тоа го увидел уште кога бил технички министер и затоа побарал да се проверат боледувањата. Согласно на што го видов, секој четврти или секој петти од контролираните има индиции дека го злоупотребува боледувањето. Значи, тоа е катастрофа како процент, ако сме реални. Секој дека ќе ја финализираме истрагата која што се води во рамки на одделот за внатрешна контрола во Министерството за внатрешни работи и истото ќе ги информираме граѓаните. Ова кое што беше констатирано од страна на фондот се пропусти кои што ги вршеле лекарите во рамки на процесуирањето на барањата за боледување во конкретниот случај полициските службеници. Од фондот пак укажаа дека најголема злоупотреба се прави со кратките и испрекинати боледувања од 7 и 14 дена, за кои не е потребна комисиска проценка, а за нив во овој сектор исплатата е 100% на плата. Една од шемите на вработени во МВР била и често менување на матични лекари за да добијат боледување. Александар Динев, Сител телевизија. Со пресадување на рожница на 13-годишен тинејџер му е спасен видот од клиниката за очни болести. Информираа дека деновиве видот бил спасен уште кај 15 други пациенти кои имале потреба од трансплантација.
На 13 годишен тинејџер му е спасен видот со пресадување на рожница. Тој е најмладиот пациент на клиниката за очни болести, кај кого изминатите денови била извршена оваа интервенција. Видот во моментот му беше загрозен, точно, и тоа е една состојба во која што доколку не се направи овој тип на интервенција, ќе има траен губиток, односно може да не велиме да исперфорира окото, односно може да го изгуби видот. Освен момчето, деновиве видот бил спасен и уште кај 15 пациенти кои имале потреба од трансплантација. Затоа мора да се зголеми свесноста за органодарителството, апелираат лекарите. Трансплантацијата покрај тоа што спасува животи, гледаме дека и го подобрува квалитетот на живот. Имаме пациенти кои што биле слепи, а сега ги излекуваме од слепило. Меѓутоа, сето тоа е благодарејќи на донирани ткива. За овие 16 пациенти и првите 9 на кои им беа направени трансплантации во ноември. Рожниците се донација, интервенциите ги прават македонски тимови во соработка со американски експерти, со кои ќе работат уште една фаза. Дефинитивно разговаравме и со директорката за да може да бидат дел од здравствените услуги кои што ќе ги нуди клиника за очни болести и ова техника и овој начин на трансплантација на рожници. Колку и да има потребно трансплантации да се направат со домашни ресурси кога ќе се создадат услови за тоа. Експертите велат дека овие интервенции се подвиг за офталмологијата во државата, особено за клиниката за очни болести. Сања Димитровска, Сител телевизија. За случувањата во движењето знам и